and it's trapped in shady marketplaces. Fraud GPT, a scammer's best friend, or worst, scam itself. Fraud GPT is a paid AI service for phishing kits, fake sites, and identity theft campaigns. It's dangerous because it makes cybercrime easy for beginners. Yet ironically, buyers often get scammed themselves. Истражувачите од Радвер открија сериозен безбедносен пропуст во алатката OpenAI Deep Research, дел од ChatGPT, кој овозможувал извлекување на лични податоци од Gmail преку Prompts Injection напад. Агентот, со пристап до епошта, несвесно ги извршувал наредбите на напаѓачот скриени во пораки, притоа пребарувајќи и пренесувајќи чувствителни информации како HR мејлови. OpenAI ја закрпи ранливоста во јуни, но експертите предупредуваат дека слични напади би можеле да ги погодат и други апликации поврзани со вештачката интелигенција. OpenAI започна стратешко партнерство со Broadcom за дизајн на прилагодени чипови за вештачка интелигенција кои ќе користат енергија еквивалентна на потрошувачката на еден голем град, објави CNN. Ова е одговор на зголемените потреби на ChatGPT и новиот видеогенератор Sora, кој брзо расте. Проектот, чија реализација се очекува во 2026 година, предизвикува загриженост за животната средина поради проектираната потрошувачка на енергија, што според Reuters е како онаа на 8 милиони американски домакинства. Со создавање на сопствен хардвер, OpenAI добива поголема контрола врз инфраструктурата и ги надминува ограничувањата од зависноста од NVIDIA и ADM. Акциите на Broadcom пораснаа за 12% по веста. Истражување на Dora, дел од Google, откри дека 90% од IT професионалците веќе користат вештачка интелигенција во секојдневната работа, третирајќи ја како неопходен дигитален соработник. Алатки како GitHub Copilot значително ја зголемуваат продуктивноста со автоматизација на рутински задачи. Сепак, растот на AI создава закани за почетничките позиции во индустријата, улогите што традиционално им припаѓаа на јуниор програмерите се почесто ги презема софтверот. Ова може да го наруши процесот на градење на нов инженерски кадар. Додека вештачката интелигенција ги зајакнува искусните инженери, индустријата се соочува со дилема, како да се одржи развојниот пат ако младите нема каде да започнат. Иднината ќе и припаѓа на генерацијата што ќе знае да соработува со AI, а не да се надпреварува со неа.